Предлог законот за употреба на јазиците е неуставен, излегува надвор од рамките на Охридскиот договор и со него се воведува двојазичност на цела територија во Македонија, истакна координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски на општата собраниска расправа за законот за јазици. Според пратениците од ВМРО-ДПМН законот е предизборен договор на СДСМ и ДУИ, Социјалдемократската унија за интеграција да ги покрие сите коруптивни афери, скандали и лошите услови во кои живеат албанците. Опозицијските пратеници и денеска побараа широка јавна дебата пред да се донесе законот. Уставотворец Охридскиот рамковен договор, потписниците на Охридскиот рамковен договор направиле дистинкции и велат со закон вие може да регулирате употреба во државна власт, во органи на државна власт. Оние 5 кои што ви ги набрав. Но уставот и рамковниот договор не дозволуваат да се излегува таа рамка заради тоа што претходно велат дека ова може да се регулира само во рамките кои што уставот и Охридскиот рамковен договор ги дал. Јас не велам и нема да бидам вовлечен во квалитативни квалификации. Дали е добро или е лошо. Нема никој да успее од вас да ме навлече на таква дискусија. Заради тоа што многу пати сум рекол и сега ќе потврдам. Штом има 20, 25, 30, 35% вкупно и со припадниците на помалите етнички заедници во Република Македонија. Граѓани кои што имаат жел, имаат намера, имаат политички артикулиран став дека треба да се разговара за оваа тема, да, ние како одговорни пратеници и одговорна политичка партија сме спремни да дискутираме и да ги бараме начините како да им овозможиме на нашите сограѓани албанци, турци, власи, роми, срби, бошњаци и така натака подобра можност во своето секојдневно живење да го користат својот мајчин јазик. Ако ова било во рамките на Охридскиот рамковен договор, зошто СДСМ ова не го изгласа од 2002 до 2006 година? Тогаш СДСМ и ДУИ, истите коалициони партнери, имаа 78 пратеници. Вие имавте 60 пратеници, ДУИ имаше 18 пратеници. Заедно имавте не 61, 78. Зашто? Пратениците од власта пак со спротивни тврдења. Пратеникот од редовите на ДУИ Бранко Маноиловски во својот говор пред пратениците истакна дека според него законот за јазици е потреба и повика на совесно, а не политичко размислување. За пратениците на СДСМ негирањето на овој предлог закон е со цел да се добијат дневно политички поени во пресред на локалните избори. Секој од нас, секој од вас, било да е граѓанин, пратеник, министер, обичен, најобичен човек, кој што смета дека определени законски решенија содржани во законскиот текст за кој што расправаме се спротивни на Уставот, може да покрене постапка пред Уставниот суд за оценување на уставноста и тоа е нешто на кое што сите ќе мора да се покориме без оглед на тоа дали тоа во моментот нам ни одговара или не. Затоа, ама убаво звучи политикански, против уставен е законот, го напаѓаме Уставот. Уставот кој што е столб на една држава. И ги плашиме луѓето. Не е точно дека овој предлог закон е неуставен. Не е точно дека овој предлог закон предвидува двојазичност на цела територија на Република Македонија. Не е точно дека било кој ќе биде натеран да учи јазик што не сака да го учи и не е точно дека било кој ќе биде казнуван ако не знае некој јазик што не сака да го учи. Целата кампања, целиот наратив, целата тема, цело време е наметнувана од страна на колегите од ВМРО-ДПМН. Предлог законот е со европско знаме и треба да се донесе по скратена постапка. Предходно за новите законски решенија за употребата на јазиците, зелено светло дадоа и Собраниската комисија за европски прашања и Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците.